Во денешното издание на Равенка за успех ќе се дружиме со една личност која е, не знам колку ја знаете како акторка, е акторка дефинитивно. Имам повеќе професии, интересна е како соговорник и моја пријателка пред се, затоа што имаме многу разговори кои можеме да ги споделиме и кои на јавноста верувам ќе бидат интересни. Кате Шехтанска ми е тука во Равенка за успех, во подкастов, да се напиеме кафенце, да си направиме муабет, пошто никако да се договориме вака некако непосредно да седнеме секој со своите обврски, нели? Ова ќе искористиме приликава малце да поразговараме околу се она што ти се случува, околу она што е твојот мотив во животот, твоите равенки за успех, твоите успони и падови кога се работи за твојата кариера и за твојот живот. Маја, ти благодарам пред се на поканата, имаме ние многу муабет секогаш да правиме, ви сега не можевме да почнеме. Сака да мислам дека ќе биде добро дружење. Кате кажав на почетокот во самата најава, пошто нели ако те представам само како акторка, можеби ќе дојде до дилема некоја кај гледачите, чекај, нели беше балерина Кате? Да, и мислам дека можеби јавноста во поголем дел и те памети како балерина и како дел од Ребис, популарната група за модерен балет под водство на Гордана Дејан Попхристова, која остави навистина белег во тоа наше време, кога бевте присутни малтене скоро секој ден на екраните. И бевме на се, значи од забавно до народно, до реклами, до хостеси. Точно да, го се остави траен белег, затоа што беше првата балетска група по модерен балет, овде каде што бевме бекграунд буквално на сите наши изведувачи. Мене по старата генерација повеќе ме знае, по Ребис по младата не, по младата можеби повеќе ќе ме памети и ме знае по македонските народни приказни, да. Тоа е оно што го прави медиумот моќен. Ретко доаѓаат во театар, ретки се тие кои што те знаат од некоја улога, ретки се тие кои што се љубители на театарската сцена. Ја не сум некој актер кој што има исполнето многу улоги, така да по тоа никој не ме знае, повеќе ме знае по некои телевизиски проекти, реклами, спотови, филмови ретко и белегот што најмногу е и печат за мене Ребис. Така е. Ќе се навратиме на твоите почетоци и на твоите одлуки за твојата професионална ориентација. Најпрвен морам да споменам дека си ќерка на нашиот познат актер Александар Шехтански и дека веројатно детството ти е обележано со многу театар и представи, така да и не знам баш дали од таму ти се роди љубовта кон театарот, како го паметиш твоето детство, Кате? Па не знам, ја искрено, јас тоа го спомнувам чисто, не може да станам ништо друго. Јас растев на сцена, растев со татко ми, тогаш сега се поделени МОК или опера и балет и сега имената посебно, тогаш беше се заедно во еден објект. Приказната позната кога не ме пуштила во градинка, кога сум завршила во балетска сцена, во балетска сала, затоа што татко ми имало проба тогаш за представа, каде што веројатно имало некои насилни сцени, па јас сум ја изреметила пробата, сум почнала да плачам, сум била многу мала, па ме пратиле таму за да може да ме почуваат. И некако веројатно така си има родено желбата да бидам на сцена и сега мислам дека да ме праша некој, не можам ништо друго да бидам. Она што можам јас да бидам во животот е само уметник или спортист. Тие се двете работи кои што јас го велам повторно да се родам, повторно би ги одбрала тие две професии. Друго не знам да правам и тоа е многу жално. И имам некои моменти каде што животот ме натерал, ете така. Почна да ми прави филмови, место да снимам филмови, да ми прави филмови и животот да ми стане филм, да ја засакам адвокатурата, да сакам да бидам правник, затоа што во оваа држава каде што нели нема правен систем, мислам дека идеално би се вклопила во такво нешто. И ете тука сам отскокнувам од она кое што е лично за мене и тоа е дека јас сум само за во балетска сала, на сцена, пред камера и дека не би можела ништо друго да бидам, не би можела да се замислам да работам ништо друго. Ти си поприлично добар оратор и говорник и човек кој зборува и човек кој е отворен за комуникација. Така да можеби би била малку ограничена кога е балетот во прашање, изразот само низ телото не би ти бил доволен, па вака убаво си направила баланс помеѓу двете. Каже, не знам затоа што како балерина кога решиш дека сакам да бидам глумица, кога сакав тие две работи ги спојам, кога
сите ги убедував дека тие две работи не можат една без друга и дека треба да се надополнуваат, ме убедуваа дека не може така и јас напротив поради тоа и не станав балерина, за да ме сопреа од тука, да, не е дека моја била желба, престанав со балетот. За тоа друг пат. Стоја ќе ти треба цела серија да снимиме за да. Вака на кратко доловени зошто, значи мораше да бираш измеѓу двете професии? Да, имав професорка која во тој период беше асистентка на факултетот за драмски уметности. Ја бев класа која што поминали с 3 професори и некако паралелно го држав и балетот, бев една од балет, една од поталентираните кои што се малку глупо да се кажам сама за себе, ама така беше, тие предиспозиции кои што ги имав. И многу напредував од ансамбл, нели како мало девојче кое што играло од балетско на сцената. Многу почнав да добивам улоги, работев со разни кореографии, ги имав тие способности и дојде моментот кај што мислам дека се правеше Дон Кихот или Жизел, се не знам, одамна беше и некако ми е како траума останато и сакам да го заборавам. Дојде кореограф од Украина, не знам од каде беше и ме стави да ги играм цекјаките. Малта не беше од ансамбл, преаѓаш во шеска, па тројка, па двојка, па доаѓаш до солист, значи тоа е веќе чекор напред. И кога побарав отсуство, нашиот факултетот се бајле до вечер како средно. Побарав отсуство и ми рекоа дека не можам да бидам двете доколку не дојдам на актерски игри, доколку не се појавам, дека ќе немам право да запишам, нели, да заврам семестар и да запишам година. И на таа представа памтам дека на поклонот толку плачев, што многу работи не паметам, ама ова ми остана некако како некој белег и нема никогаш да им простам, а и нема никогаш себе си да си простам што дозволив да успеат во таа нивна намера. Скршен сон. Да, апсолутно. Тоа е жално, вака кога ќе се присетиш и некогаш кога гледаш дека и знаеш дека си имала потенцијал за многу поголеми успеси, а те спречило некој надворешен фактор кој од денешна перспектива не бил. Да. Зошто? Затоа што еве сега на пример се прават многу кореодрами, се прават многу мюзикли. Да. И еве не знам, Зимаш ли учество во тие? Не, јас. Зошто? Кој запознание, не сум учествувала никош во ниеден. Зошто? Зошто? Не знам. Имаш ли некои предпоставки, насоки, што се случува? Ете, ти си сериозна балерина, професионално се занимавала со тоа и веројатно како актерка и балерина можеш баш супер да се проледеш во таква улога. За поновиве кои што се сега како кореографи, режисери или како и да ги наречам, не знам, може да им простиме да им кажеме дека не знаат која сум. За оние повозрастните кои што многу добро ме познаваат колкава е Македонија, колку уметници сме и колку сме па глумици балерини. Да. Колку нема, не сме 2 милиони. Така да. 2 милиони уметници и балерини, дека толку нема се што да им текне на мене. Не знам, тоа не можам никогаш да го сватам, исто како што не можам да ги сватам поделите во театар, како што не можам да сватам секако што се прави кај нас во уметноста, нека ми простат, на дното сме. Пробуваме да се качиме полека, ама мислам дека нема да излеземе од таа селска макрица која што е на комбинирани подели, кој со кој се дружи, кој со кој се знае, кој со кој си го има муабетот. И некако ми е многу чудно тоа. Јас не можам да функционирам така, јас сум растена во театар. Сум гледала представи, тоа многу добри представи, далеку подобри од овие сега што се прават и што се изведуваат по 2,5 пати. И нека ми простат сите оние кои што кога ќе отидам на представа престанав и ретко и гледам представи, затоа што не знам, немам што да гледам едноставно, немам што многу да научам. Можеби треба некогаш да отидам да учам нешто што не треба или како не треба. Имаме прекрасни актери. Имаме многу талентирани глумци и е многу штета што само еднисти функционираат и никогаш кога ќе се закачат за некој многу чудно некако форсираат само еден. Да. Многу се фаворизираат одредени ликови само. Не можеме да го сватиме зошто. Не е дека, значи има и други талентирани. Не го споруваме талентот на тој. Ама ти сега цело време само да работиш со тој, па да го пушташ сегде, па на крај знаеш како народот не може да процени дали тој некој има талент и дали е добар или не. Ти чим го форсираш цело време, тој ќе застане и ќе рече: па види, ако е секаде, значи мора да е многу добар." Да. Тоа не мора да значи. Ама кај нас, на пример, за вкусовите Или пак обратно, ако некој не се појавува, не знаеш колку е добар. Апсолутно, имаме многу кои што се дома, имаме многу кои што навистина имаат многу во себе и да дадат и да понудат. Имаме актери кои што земаат плата и седат дома. Една од нив сум јас. Јас сега после 5 години играм во Болово и тоа се појавувам 2 минути во представата. На свој 45 години, што да кажам јас?
Значи јас не се сметам за позната, значи далеко сум од тоа дека сум некоја која што треба да отиде и да рече бе слушај мене треба да ми дадете улога. Не, напротив, јас кажувам дека никогаш не ми е дадена шанса за да направам нешто, за да дојдеме до моментот кога они ќе ми кажат па немаш награда, немаш ова, немаш она. Немам. Немаш ти ми да ме држиш на клупи да чекаш да ти давам на тебе голови. Како? Од каде? Во мало, дома. Значи треба да се даваат шанси на актерите и да престанат да се фаворизираат едни исти ликови. Досадно е. Ако ти си љубител на театарот и ако доаѓаш постојано во театар да гледаш представи, нема да ти е смачено едни исти ликови да ги гледаш во сите представи? Сега што не знам колку може да направи трансформација. Може би и не до актерите, некојаш и до драматургот и до режисерот, така. Ама досадно ќе ми биде да те гледам. На секоја представа да дојдам тебе да те гледам. Ти си дел од драмскиот театар, така? Да, имаш работи драмски, ама израз. Колку години си? Во драмски сум од 2011. И од тогаш колку улоги имаш до се? Срамно е да кажам, ама не знам дали сум изиграла некои 6-7 представи, 8 нека сум, може не стани толку. А повеќе ги изиграв во МНТ и пред да станам глумеца, така да е многу чудно што народот ме познава како актер, ме гледа на телевизија, ама ја некои не знам брилјантни улоги немам устварено во театрската сцена и ми е многу криво затоа што знаеш некогаш кога не играш, те става да отворена и не е добра. Ајде бе, како бе ти знаеш дали сум ја добра или не? А дај ми да видиме. Точно. И не можеш ти ако јас не пијам кафе со тебе, ти како режисер мене да не ме зимаш да играм во представа. Ти треба да размислуваш по кастингот, да гледаш по сенс, по изглед, значи имаме. А се прават ли тие кастинзи регулар како што треба? Никош се прават и затворени. Никош се прават и затворени. Јас во колку филмови не знам воопшто дека има кастинг. Колку филмови се снимија, само гледаш дека има филм. И тука се малта не горе доле истите ликови, некогаш некој онака ќе се убаци, ќе се појави. Ами тоа е досадно. Тоа е досадно. Како да кажам, на пример, прават куре од драма и после неуспешне, па неуспешно е. Зашто не ги земеш правите луѓе за тие такви работи? Тука сме. Се обидала ли да реагираш во театарот? Па устанувам затворено. Јас мислам дека и поради тоа и не ги продолжувам. Затоа што кај нас, и општо во животот, не само во театарот, кој сака човек кој што е реален, кој што зборува вистината, кој што кажува секако што и не ве тапка по рамо, не е лицемерен, не ви вика браво на све, не доаѓа со вас, не ви се смешка, не го троши времето со вас да бие кафе затоа што едноставно не ве поднесува. Ама и тука не се работи за љубов, нема зашто јас и ти да се сакаме. Да. Не треба ти мене да ме сакаш. Си имаш тебе дома кој да те сака, јас имам мене кој да ме сака. Тука работиме, тука се работи за професионализам, не се работи за љубов. Од каде тоа, каде пишува дека ние треба да се сакаме? Да сте приватно пријатели. Јас се за многу колеги имам кажано. Да, приватно, мене не ми одговара, не би се дружила никогаш што ни. Ама не можам да кажам дека не се добри кога се брилјантни на сцена. Феноменални се, но тоа нема врска дека јас на пример треба да седнам со нив и да се дружам и дека треба да ги сакам. Не ги сакам приватно. Ама на сцена, боже мој, тоа е тоа. Зашто треба јас да сум тотален идиот и да кажам дека не се добри. Никогаш некој кој што на пример е почетник во некоја работа кога ќе ми се јави мене поради познанство и тоа се случува, да ме праша за некој, јас не одговарам за тоа така, и да посечам некој од овие кои што јас реално не пијам кафе со нив. Секогаш ми се случувало да давам броеви да нудам луѓам. А тука кај нас има луѓе, повеќето се такви, кои што прават обратно. Доколку се во комбинација со некој прашаат, се пример хипотетички, абе Маја да земеме, Маја сека. Ама зошто? Зошто е тоа потребно? Зошто кога Маја може би еве Кате одговара најмногу за тоа? Тие работи не можам само да ги сватам кај нас. Зашто прават тоа? Кај нас еве, јас и кога се работи еден проект, што ми е мене најбитно, не ми е битно јас да бидам најдобра. Не играм тенис, не треба да победам некој од спротивната страна. Колективно треба да бидеме добри. Не треба да си помагаме, не треба сопки да си правиме. Кога се работи еден проект, треба кога ќе дојде некој да седи час и половина, 2 и пол, колку и да трае представата, да ужива сите да ве гледа. А не само еден на другите додека се на сцена да зевам, па се јас како колега да чекам тебе сопки да ти правам, затоа што треба мене не знам да ми аплаудираат, да ми се насмеат, а на тебе треба да речат па не беше толку. Само тоа не можам да го разберам. Таа злоба, тоа лицемерие, само тоа не можам да го разберам кај луѓето. Кај живеам, јас не знам во своја банка. Значи ти си тамо вработена, се зимаш плата, а немаш немам ангажман, не молам за ангажман. Не молам, сакам ангажман. Сакам, не поради платата. Сакам затоа што тоа е моја работа, мене тоа ми исполнува, тоа ме одржува во живот.
Едноставно е тоа. Ние, например, ја не работам никаде во никоја администрација кај што ние обично викаат камо мене да ми даваат плата, само не сам на работа. Да, затоа што ти твојата работа не ја сакаш. Ти не уживаш во тоа. Да. Ти седиш 8 часа и не бравиш ништо, не ти се продуктивни. Ја уживам. Уживам. Нема нешто подобро од тоа. Кога си креативен, кога Се функционираш. служувам. Не си се обидела да го промениш театарот? Не можам, јас една ластовичка пролет. Не носим, мислам дека колку повеќе зборам, толку повеќе сум им одбивна. Така да Да. не, додека не се смени мајндсетот, додека не се смени се. Мислам дека јас нема ништо да променам, затоа што не сум само јас. Има многу актери кои што го мислат ова, не верувам дека гласно го говорат, дека кумина се тие. И не знам кај се наоѓаат и што се случува со нив, затоа што реално колку повеќе зборуваме, колку повеќе ја кажуваме вистината, толку повеќе им сметаме и толку повеќе ќе не тргнат на страна. Жално. Да, ова е внатрешноста на театарот што можеби јавноста не ја познава. Јас мислам Да. Секогаш се зборуваме конкретно за тоа, да. сега зборувам. И баш е жално што е така, нели, поготово во уметноста, каде што нели секој има свој белег, некој може да остави, да направи печат на некоја представа, да даде нешто од себе, секој има своја специфика. Во нешто сигурно ќе се пронајдеш, ако не во многу улоги. И па здравство, образование, спорт, култура, столбовите на една држава, ќе ги видите како функционира, тоа ќе ви стане јасно за каква држава станува збор. И тоа е оно каде што потекнува, како викаат, рибата смрди од главата, не смрди од пашката. Значи, кога нешто не функционира таму кај што треба, кај што е врвот. Па надоле веќе да не ни збориме. Запушени се артериите за да може крвотокот слободно да може да циркулира. Како го користиш своето време? Како се наоѓаат тие други проекти, телевизиски, реклами? Како се бориш за своето место под сонцето, нели, со овие околности во кои се наоѓаш? Па не се борам, јас сум еден многу чуден тип кој што е многу суетен и јас не трпам на врати, не барам ништо, ако дојде, ако не имам никого. Можев многу работи да направам, едноставно што знам како функционираат кај нас работите, едноставно се повлекувам и научена сум некако да ме побараат, не да барам, погрешно, апсолутно погрешно. Телевизиски проекти се секогаш кога ќе ти се јави некој нигде никаде. И најчесто на тие телевизиски проекти сум зезнатата страна. И мислам дека веќе нема ни да прифаќам, затоа што секогаш работам со луѓе во кои што верувам, јас сум човек кој што верува. И неколку пати си имам зезнато да работам без договор на човек на кој што му веруваш и ќе те зезнат, на крај нема да ти исплатат. Немам сили веќе да се борам. Има и тоа? Има и тоа. Последната емисија која што ја работев 4 години за српска телевизија, за Балкан Трип, која што мај, како беше, април месец се емитуваше и кај нас на Канал Бет и требаше да продолжиме. Јас бев за 4 години неисплатена, значи со шетање низ Македонија. Од режисер кој што Како работаш 4 години без никакви приходи? Па ето така, кога ќе дојде некој кој ќе ти каже немам пари, не ми платија, ти уште даваш, ти уште гледаш, значи сама шминка, сама гардероба, ако ќе седнеш, нели, не е продукција, режисерот се. И некако гледаш да работиш нешто, да сработиш, да го направиш, па од тоа да заработиш. Значи, кога работиш со некој со кој што го познаваш, на кој што му веруваш, си викаш, еј, добро, супер, ајде ќе направиме нешто од кој што нели после ќе може да го направиш производот, така размислуваш, да го направиш производот и после тоа да можеш да го продадеш. Веројатно, јас сум таа страна која што треба да размислува малку повеќе. Не треба вирба да се има во луѓето, тоа се кажам, вирба никаква во никој повеќе. Имаше ти водителски ангажмани повеќе, мислам дека и порано се јавуваш како водителка во некој проект. Не сум водителка, не далеко од водителка. Не, јас случајно почна прв пат ме викна на некој квиз да бидам. Да, модератор нешто, така се пише. На македонска телевизија со Сидор водевме емисија пред колку беше? 18 години, не, 17. Така кон измагла се сеќавам дека имаше нешто. Поплан не водев. Некои проекти вака е, например, ова што беше на Чекор до рајот, беше проект кој што не е водителски, него баш напротив актерски, затоа што беше документаристика, нешто каде што јас оставав свој печат како актер, нели, значи правев во емисијата си и се што. Не сум водител класичен. До скоро бев, не треба да рекламирам фирмата, бев презентер, значи тоа немаше водење. Чисто бев презентер за производи, каде што презентирав производи. Кој што кога ги кажуваш, значи немав разговор со гостин во студио, него едноставно имаш само
она што треба да го кажеш, Да. или да го исчиташ некогаш. Така да водителски можеби би сакала и имав имав желба да направам нешто некакво шоу, ама кога видов кој се може да води, си реков па кате. Тоа е тоа. Треба да се направи. Значи од толку твои таленти и околности и знаења не успеа да се реализираш професионално. Таленти, не можам да кажам дека се таленти. Можеби тоа е нешто како пробно сега. Јас дали имам талент или не, осам за балетот, за друго. Зборам за балетот и за глумата. Балетот и глумата. Па се, што сум, балерина или глумица? Не, ништо не сум. Сега испадна дека ништо не сум. Не сум ни тоа ни тоа. Тоа го велам. Кога многу си, кога пробуваш сегде, пошто нели како викаат кога како актери, нели можеме, кој е музичар, кој свири, така, кој пее, кој танцува, водиме емисии, правиме шоу. Ретки се тие што успеваат и што можат да се најдат во тоа. Не успеваат сите. Значи, можам да кажам да, го можам сето тоа, ама дека не знам, некако знаат да ме најават така. Водителка, балерина, актерка. Не сум водителка. Значи сум во склоп на моите актерски способности како тоа. Значи класичен водител не сум, тести не водам. Така, си не водам. Ама може сето тоа да се направи и е жално што на пример имаме луѓе кои што талентирани можат да прават се и се што, а се бира се и се што, накратко. И е многу чудно кај нас кој се може сега се да се појави, како преку ноќ стануваат звезди, не знаеме со што и не знаеме зошто. Тоа што овие социјални мрежи се колку добри, мислам се јас ги користам како себе промовирање. Да. Да видат дека сум жива, дека постојам, за да може на некој да му текне да ме земе за нешто. А други ги користат за други работи, не знам преку ноќ стануваат, дека тоа инфлуенсери познати што и да е. И веројатно имаат многу повеќе заработка од колку јас немам никаква заработка од тоа. Јас само се сликам веројатно. Добро. И тоа е нешто, верувам дека нема да биде се вака. И можеби ќе излезат некои можности секогаш, никогаш не се знае кога ќе дојдат твоите 5 минути. Не се така. Мора оптимистички малку да се гледа на работата. Принцип оптимисти, не, мислам јас кога ги кажам овие работи, не ги кажам дека јас мислам дека е се така. Не, сакам само да кажам дека реално ги гледам работите и дека до сега сум живеела во некоја бајка и дека сум живеела во некој свет кај што јас ако мислам дека не би направила на некој, дека и тој не би ми го направил тоа беда, ама испадна дека не се такви работите, дека морам да се освестам и дека морам да сватам каде живеам, во каква околина сум, какви луѓе околу мене и дека морам да се заштитам. Не е дека секогаш размислувам, често и не размислувам. Ама некогаш, знаеш, неколку пати кога ќе се стопнеш, па следниот пат по истата трака кога поминуваш, ќе погледнаш надолу. Предпазлив, да. Камче за да се сопнеш или не. Сигурно. И веројатно и учиш одредени лекции, можеби ќе најдеш некоја форма и формула како да си го најдеш сопствениот пат. Ти си мајка на 2 деца. Твојата ќерка е веќе голема девојка, синот уште поголем, повозрасен. На млади години стана мајка. Како ги насочуваш своите деца? Кои совети им го даваш со оглед на твоето животно искуство? Во кои патеки ти ја одат? Филип е 20 години, во јуни ќе пуне 21, Клеоника е 17. Тие се едни такви години кај што се и изградени и недоизградени. Како родител, каква сум, веројатно времето ќе покаже што сум направила, како сум направила. Најчесто се водиме по тоа некои работи што ги правеле нашите мајки да не ги правиме ние. Копија се. Толку сум досадна, мислам дека истото што ме нервирало кај мајка ми, истото го. Да? Да, и никогаш децата знаат да ми кажат како баче си. Значи, зборам, ами и допуштам многу. Тоа е проблемот на денешните генерации. Тие се криви, ама криви сме и ние, затоа што многу им допуштивме, затоа што многу ги олабавивме. Моите деца никогаш забораваат дека сум им родител, ме чувствуваат како другар, што од една страна добро, затоа што имаат слобода да ми кажат некои работи кои што ние порано мислиме можеле да им ги кажат на родителите, ама од друга страна се преминуваат границите. Не знаат за што. Она што сакам јас моите деца да ги научам е пред се да бидат емпатични, да бидат луѓе, да не бидат злобни, да бидат воспитани и колку можат во животот да помагаат, да не одмагаат, да бидат успешни, но не по секоја цена.
да газат преку решетка за да го сторат тоа. Мене ми е многу битно кога ќе видам дека знаат соза да пуштат, дека знаат кога ќе видат дека некому му е тешко, да изреагираат, да пробаат да помогнат. Тоа е тие се оние особини кои што ми се најбитни кога ќе ги видам. Да видам дека кога ќе се во круг на мои пријатели, на мои другарки како се однесуваат. Дали ќе не бидат најчури или ќе знаат да кажат едно добар ден, да ги испочитуваат повозрасните, да знаат да се однесуваат, едноставно да бидат луѓе, ништо повеќе, не бркам ништо. Не бркам ни некој успех кај нив од типот на, не знам, еве Клеево средно во Јосип Брос. Да, работам на тоа да нема лоши оценки, ама не се бавам јас да има на петки, а да не знам во каква девојка или жена утре ќе прерасне. Значи многу ми е битен менталниот склоп нивни, затоа што многу се плашам во какво време живеат, многу се плашам во каква околина, во какво општество. Имаат социјални мрежи кај што се многу повеќе оптеретени, обременети со некои работи за кои што не знам, ние како повозрасни сме, а не па тие како делува кај нивната психа. Не сум психијатар, не сум психолог и не можам на некои работи да делам, а колку толку можам од своји лични искуства некои работи да им кажам, некои работи ги гледа, како велат некогаш, 1000 зборови не се вредни колку еден пример кога ќе. Да. И некогаш на пример колку и да зборам, доволно со еднаш нешто кој ќе им покажам, или сето тоа да го уништам, или сето тоа да го издигнам. Апсолутно. Нив им е побитен примерот и делата отколку празните зборови, нели? Нормално. Мене на пример што може да видат многу е жално што јас немаат они. Моите жално што не знаат што работам. Они знаат дека мајки ме глумица, ама која е мојата работа? Јас кога почнав сега да работам, додам на проби, кај одиш ме праша, викам на проба. А кога ќе се вратиш? Викам дека трае пробата. А доброто кога ќе биде тоа? Дека не заврши процесот. И се завршува пробата, така завршува процесот. Дадаме премиера, јас повторно станувам дома. Значи јас сум на работа само оволку колку е потребно да се спреми еден проект. Потоа сум дома, јас сум им на располагање. Они не виделе одсутност од мене, јас сум цело време на располагање. И не знаат дека мајка им е дома. Дека е тука да им направи, дали заедење, дали да ги разнесе, дали било што. Јас кога ќе им кажам дека не сум дома, они се како со врзани раце. И може четката за зали да си ја најдат. Долго се навикнаше. Страшно е тоа. Ама, ете, тоа е тоа. Значи си им цело време на располагање. Лошо. Да, тоа е малку лоша навика. Особено нели кога ќе дојдат во таа возраст веќе кога се навикнале, така тешко е да ја сменат навиката. Животот ти ги одвикна. Да, животот секако. Јас бев пак па мајка. И ќе ми ја покажува само правецот. Кажам многу оштро затоа што доволно им е се што гледаат, доволно им е како функционираат, мислам дека е доста. Професионално има ли некои афинитети кон професиите, кон глумата, кон спортот, да? Спортот, да, Филип е кошаркар и леле сако, мислам се надам дека нема да гледа. Ама ги мискара. Нешто што ми беше многу битно, јас многу сакам кошарката и многу сакам спортот општо. И талентиран, добар кошаркар, се разочара, се повлече, се разболев. И го сега повторно се враќа. Супер. Но за го вратам по сала. Некако сметам дека на таа возраст е многу побитно и некако спортистите на друг начин функционираат. Поздраво созреваат, да. Ни спортот. Многу е побитно да Не се на улица. Да. Ете така. Кирка ми е 2 глави повисока од мене. И нема никакви допирни точки со мене. Јас запишав на балет, многу сакав да имам сина да биде спортист, кирката балерина. И ми избегнав балет, а ја вратив. Ја крај сватив, така не можам нешто што она не го сакам. Нема желба, да. Што балетот е нешто кое што бара толку одрекување, посебен начин на живот, режим. Тоа че не го сакаш, нема никогаш да знаеш. Се запиша на одбојка и од таму се повлече, мислам дека она повеќе ќе сака да е шемачка. Да. По-добро некогаш и тие подобро поминуваат, да знаеш. Можеби позадоволна ќе биде од некоја перспектива понатаму. А кога станува збор за балетот, мислам дека навистина е прекрасна уметност, тоа што и јас сум била балерина и знам со каква волја, со торбичето секој божји ден идев, да, вистинско исполнување. И ние во тие времиња некако во тој период многу бевме сите насочени некаде. Валјда тоа било системот. Да. За во детските денови сите бевме со нешто исполнети, преокупирани, да.
што е стварно добра насока за децата, многу подобра отколку цело време да се на социјалните медиуми кои буквално си се што ќе видат. Да, тогаш не имаше. Или си во балетска сала, или си во Да. спортска сала. Активен си, максимално трчаш. Немавме проблем Со 8 у кревет. дебелина, со ништо не сме имале проблем. Во генерација немаше гојазни деца. Сега, например, се не знам, еве, со се што се борат. Јас не дека не знам, деца кај мене генски нема такви преспозиции, ама се може, не остави викам. Ала телото, јас и по мајка ми гледам, мајка ми е например и покрупна. Јас да не вежбав, не верувам дека ќе сум имала вакво тело. Да, сигурно вежбањето се допренесе. Мислам дека да, еве не си кажам. Не, значи не ја терам да вежба за значи покрај тоа нели за да троши енергија, да биде здрава, Да. и за понатаму за во животот да ја биде полесно мускулатурата памти. Јас сега можам да се вратам во сала, јас лани вежбав балет, пак запратив. Да. Качив на шпиц. Сите ситно можам да не можам лебедово да го играм. Да. Ама се качив на шпиц и ги правев сите вежби. И тоа е она кое што ме мотивира и си викам, ете супер, добро нешто сум направил. И плюс што ме депримира, уште толку се сум останала во балето затоа што на оваа возраст заедно учевме со Марија Кичовска. Марија Кичовска уште игра главни улоги. Да. Јас седам и ја гледам. А двете сме генерација, она врти пируети, а јас седам и гледам. Јас не можам еден пирует да свртам. Да, нормално. се години. Има физичка спремност. Тоа е континуитетот на вежбање. Точно на вежба, јас не вежбам. Јас не можам сега да направам ни еден арапеск. Не можам ни еден атитит, не можам ногата да ја кренам. Јас правила шпага, ама сега не можам да ја направам. Затоа што, значи, не знам, некако ми се преубави жени. Знаеш, она вежбање ги ја држува во елегантна форма физичка и некако целокупниот изглед и таа елеганција што имаат, баш ми се како лебед. Знаеш зашто? Мислам дека заради тоа што секоја емоција мора да изразат низ движењата. И така нивниот говор на тело е многу освестен, да речам. Заради тоа што во тој момент на изведување на одредена улога ти си за секој дел од твоето тело свесен. Ето затоа велам дека најмногу компактибилни беа глумата и балето, затоа што ние во драмски на факултет имаме сценски движења и танци. Балетите учат исто така глума. Тие две работи се толку поврзани. Да, тоа затоа што ти дека играш една улога, не изборам за ансамблот. Кога играш улога, одиме Жизела, Китри, Дон Кихот, ти имаш емоција, ама со тело го кажуваш она што ние актерите го кажуваме со текст. Тоа е многу потешко. Мене, например, беше полесно како актер, зашто кога застанав на сцена, јас ги имав тие движења, јас можев, например, да изразам се преку движење. Ако требаше да гукнеш, да кажеш нешто, знаеш, ми беше тешко. Ама после тоа, некако ги поврзав тие две работи, е многу убаво кога можеш и со тело, и со говор, можеш да направиш еден комплет, што би се рекло, за да можеш да функционира. Интересно ми е за театарските представи, за тие учење на тие текстови и за моментот на паметење на секоја реплика, на секој збор, на се тешко ли е, се случува ли таа блокада на трема некогаш да ти се случи да заборавиш нешто? Тоа е многу чудно. Јас, например, вака исто јас кога ги гледам некој стифам, леле, ам толку текст. Тоа не размислуваме ние, затоа што ние кога работиме еден проект, прво седнуваме 2 недели сме на маса, ние имаме читачки проби. И тие читачки проби, тој текст кој што го имаш, кој што го работиш, сега во принцип ние работиме многу повеќе текстови кои што се од македонски автори или ако се од странски, не е Шекспир, не е така, не е нешто кое што можеш стрикно да се држиш за него. Кога Шекспир ние правиме адаптација. Така да никош не е многу дозволена и импровизација некој дацијата и имаме природен штрих. Но, што е најбитно? Го работиме додека сидиме на маса. Читачки проби. Правиме штрихови, си го правиш текстот некогаш тега како ти доаѓа и тоа природно ти влага тебе во меморија. Одиш на сцена, веќе излагаме на сцена со горе-доле полунаучен текст, професионалните глумци веќе со готово научен текст. Доаѓаш на сцена каде што се прави мизансценот. Тој мизансцен, тоа е движењето. Дополнително ти прави меморија, затоа што со самото движење ти точно знаеш кој текст треба да го кажеш. И е многу лесно. И се внесуваш веќе во улогата, да. Да, ти треба некогаш, например, да повториш ако имаш многу повеќе текст монолог, ако имаш. И многу е битен партнер, затоа што со партнерот кога разговараш, така кога ти дава реплика, ти точно по
прашањето на партнерот точно знаеш што. Така да тие работи делуваат вака како многу тешки, ама за нас се веќе веројатно јазика која што ние не знам како ја усвојуваме многу природно. Некога е готова, нели више спремни кога ќе излезат на сцената, делува како бауки си викаше и браво секоја чест толку текст, 3 сати, некогаш 2 сати траат представите, ама кога ќе го кажеш цел овој процес како уствари доаѓа, веројатно више ти станува се внесуваш комплетно во таа улога. Да, меморираш и толку, еве сега на пример ние никогаш не се случува да играш представа која што не ја играш еднаш месечно или играш на пример за 2 месеци, се зависи колку е набиена агендата на самиот репертоар, но сакам да кажам дека да, некогаш ти треба да го прочиташ, да се потсетиш, но тоа е многу почудно, например, кога ќе вршат па како ги памтите, не знам. Во моментот сега да ме прашаш, можеби нема да ми текне да ти ја кажам репликата, ама кога ќе застанам на сцена, точно знам што треба да кажам. Не знам како. Сериозно многу не знам. Не знам како, затоа што многу пати ми се случувало кога сум сонувала некош нема пострашно нешто за глумец, да излезеш на сцена и да не го знаеш текстот, да го стрес. Да, тоа се случувало тоа да го сонувам. И стално сум си викала како, од каде, зошто ова? Не викам не, се случуваат блокади. Зашто актерите се често склони кон алкохол? Дали ради тој стрес или можеби не знам? Грешен човек прашуваш. Ти грешен човек прашуваш, јас. Тоа мислам, Не се пропив никогаш, ама нема врската. Не. Зошто па се склони па тие што не работат ништо или тие што работат во администрација или нема врска. Во принцип за актирите добро, не мора да, тоа не е генерално. појави се. Значи актирите се во принцип имаме ние живот, јас како што кажувам, јас со татко ми израснав во театар и сите представи негови гледав и играв во некој, учествував како дете. И после представа се седнав со колегите, значи се седевме во бифе, сега модерно сега кафич, ние во бифе го викавме, театарско каде што седат стрикно актери, значи режисери, таа фела наша. И обавезно на маса се знаеше што има, како да пијат. Ама некако тоа е не знам, тоа е тој боемски живот кој што имаме тоа ние сега. Некогаш некој претирувал, некогаш не. Сега на пример па ме прашуваа зашто порано глумците пиеле, сега се дрогираат. Не едноставно. Значи тоа не мора да значи дека кога се актери на го прават веќе. Добро, генерално не е сигурно дека не е сега. Се индивидуално е. Пуштањето, не знам, искрено ти кажам, јас немам ништо проблем, ниту пијам, ниту се дрогирам. Можеби треба да почнам, не знам што да пишам. Напише бајадира, ова е ликерче многу вкусно, со вкусна чоколадо и лешник. На чоколада? Да, е баш како десертче му доаѓа, да ти кажам искрено. И кафето, тоа е на Бадел бајадира. А ова е есе кафе, кое е многу вкусно, јас си го пијам без кофинското, тоа ми е најубаво. Ја баш прашав кој разлика меѓу без кофинското и обичното. Да. Па кофинот малку ми смета, така ме прави повознемирена, кога ми е без кофинско, го имам тој шмек и тоа задоволство на пиење на кафе, а го немам кофинот. Јас треба да пием без. Да, без кофинско. И тоа се дел од нашите пријатели, Карен ни го уреди нашето студио со овие убави прекрасни детали. Поздрав и до АОФ-он, првиот државен универзитет во Македонија. Тука ни се и Checkmate, продукцијата која го реализира проектот, ето да си ги поздравам во овој делот. Е пријатно, искрено. Баш ми е драго. Често пати гостите тоа го коментираат, што ми е на моје огромно задоволство, затоа што сакам да се чувствуваат пријатно и како дома и кога разговараме, да не го чувствуваат притисокот на камерите и на не знам, нахални прашања кои ќе го да кажеме, водителот е многу битен, затоа што и тоа е енергетски, значи не можеш да седиш како на трње да чекаш, не знаеш што ќе те прашаат. Добро, јас знаеш како, мислам дека убаво е кога гостинот е отворен и кога искрено ги споделува своите искуства, ама еве како водител со долгогодишно искуство, мислам дека тоа треба спонтано да се наметне, а не да биде безобразно па и вулгарно некогаш. Маја, апропо муаветот, сега вака ќе те прекинам, многу е чудно што јас сум во принцип искрен човек и сакам да кажам многу работи, многу пати ме предупредили, ми имаат кажано, не мораш некој ако ти даде една страна од животот, ти два тома да му стече на нас. Да, јас сум во принцип таква, ама па знаеш што? Некогаш народов, поготово наш, не заслужува искреност. Што, како вика Џамбазов, тој отров што го блюа они, и сите тие работи кога ќе кажеш нешто и кога ќе се споделат нели на социјалните мрежи или на медиуми или на било што, кога ќе слушнам нивните коментари, сваќам дека се работи за
Не знам како да кажам, тоа не е злобен, не е прост народ, него е со дијагноза. И затоа никогаш сватите дека треба некои работи да се премолчат, затоа што колку повеќе им кажуваш, они толку повеќе се прават паметни. Сите се аналитичари, сите знаат се да кажат. Лесно е позади тастатурата скриен со сопствениот живот и со сопствените. Сите маки па плукаат по други. Мене наистина не ми е јасно, јас преди тоа и одбивав и земев интервјуа и подкасти и воопшто не сакав да на такви работи затоа што не ми беше јасно, јас сум тип на пример кој што го допираат тие работи. Не можам да ти кажам дека после толку години ќе кажете па јавната професија си го носи демек своето и дека треба да се навикнеш на сето, не можеш да се навикнам. Јас имам семејство, имам деца, имам родители. Тоа е проблемот. Повеќе ние се грижиме за чувството кое може да биде предизвикано кај околината, затоа што децата се сензитивни во однос на својот родител нормално. Родителите се сензитивни во однос на своето дете и не сакаш да било кој неумесен коментар ги погоди. Тоа се сложувам комплетно. Меѓутоа, факт е дека јавната личност си го носи последиците на такви да кажам јавни мислења кои се многу пати неаргументирани, не држат вода. Сега која е тенденцијата кај луѓето кои сакаат да оцрнуваат, тоа е веќе многу подлабоко прашање и од каде потекнува тоа чувство. За која Тоа не може и жално е што е така. Мислам, критика да, се сложувам секогаш за критика, меѓутоа да е конструктивна критиката, да не се такви невкусни навреди. Гледам дека тоа ги храни баш таквите типови на коментари. Само не можам да разберам која е потребата, на пример, никој рандом човек кој што не те ни познава да пише нешто за тебе, не за мене, за било Да, општо за мене, на пример, некогаш за некоја јавна личност без разлика дали ја познавам или не ја познавам, некогаш не ги читам коментарите, ако ги отворам да ги прочитам, не ми се Да, читам. страшно е. Дали тргаат од себе, од таа нивна Страшно е. полка и сфрустрираност и да можеш на некој нешто да му напишеш и да му кажеш кој што него ни познаваш, да го извреѓаш. Да. Тоа тебе ќе ти биде полесно. Не, тоа не кажува ништо за мене, тоа кажува за тебе. Апсолутно. Види, ја пример многу пати тоа сум го размислувала и викам колку луѓето средината која не те познава креира мислење за тебе или креира слика за тебе. Да, што е апсурдно и што некогаш стварно и самиот немаш да го износиш, па ти создава еден голем терет, а всушност кога ќе те запознаат, многу пати не си таков, ми се случува. Врска нема со тоа, знаеш, ама не си мене познавал зашо па си имал мислење. Ама ете, тоа е тоа. Не сме сите со секого исти. Знаеш, да. Викаат некогаш, што извлекуваш од мене, тоа ќе добиеш. Апсолутно и тоа. Ами сите имаме и добра и лоша страна. Не можам се сложувам. Со сите не можам, например, со некој со кој што сум бил, со кој што сум блиска, Да. сум исто како што некој што не знам, пак го гледам или не мора да значи некој, например, прв пат што ќе го видам, ако енергетски кликнеш, може да бидеш многу поблизок, Да. многу поубав муабет отколку со некој што се дружиш 10 години. Сакам да кажам, не можеш да креираш мислење врз основа на тоа или муабетите. Да, и јас ја знам, ама од на чичко ми страната по тетка, по машката сестра, братучетка трета незина. Да. Сега јас ќе ти кажам, каде бе? Застани. Не држи вода муабетот. Случува, јас кога да гледам, кој представам, тоа не ми е јасно. Ти не гледаш актерката или акторот, ти не го гледаш тој што прави на сцена, не го слушаш позадина. На комшиката моја од братучедот гледа се. Гледај што збори, што како глуми, како што се бавиш, мислам, што е, тоа само не можам да го сватам. Кога ќе се искоренат тие недостаток на сопствени животи, проблемот број 1, второ можеби менталниот склоп на нашиот народ што е склон кон критика и склон кон не критика, конструктивна критика, плюкање по луѓето. Да, што е катастрофа. И стварно е не убаво тоа и многу е тешко да го се носиш со тоа, разбирам. А од друга страна, види, и јавните личности и секој еден човек има во својот живот и успони и падови. Не можеме да се представуваме пред јавноста розово светло. Мене ми е све најубаво, јас сум во све најуспешна. Да, и све е супер. Нели, фала Богу, искреноста и дел од животот човек треба да се носи со своите моменти, затоа што се во животот е одредена лекција и искуство. Па и лошите моменти, нели? Лошите моменти се апсолутно, ама например кој ќе го сподели што е многу интересно, што ретко и ретки се тие кои што сочувствуваат со тебе. Многу се тие паметните кои што знаат да морализираат, да кажуваат, тие се најклети од сите. Тоа е најинтересно. Тие ми се
не знам, најголеми фанови ми се веројатно. Да, ма мислам дека еве има повеќе кампањи, се буди свеста за борба против луѓето кои хейтат. Мија имаше многу интересна еден период, така ги обелоденуваше, ги ставаше на тапето оние кои го збораат тоа, кои што пишуваат, па малку да се видат од таа другата страна кога никој ќе ги објави јавно, па можда име. Видите, нив им е поедноставно кога се скриени зад тастатурата. И мислам дека нив им е многу битно да станат на некој начин популарни. Мислиш? Мислам, Патат по тоа место, кој- да го имаат, кај што плюкаат. Некогаш, например, е многу чудно, некогаш ќе рече некој, ама и лоша реклама и антиреклама е добра реклама. Зашто? Зашто? За да завртиш умове. Зашто? Зашто треба сите да те познаат, еве, например, некој профили кои ќе кажат, леле, го знам, тој само коментира. Значи си прават нешто, си прават некаква популарност, знаеш? Тоа е како некој, например, кога ќе прави од себе малтене мајму, и за да го дознаат луѓето, и ето на таков начин стегнав популарност, затоа што не можам преку друго, не можам преку квалитет, не можам преку нешто да се истакнам, така, не сум актер, не сум водител, не сум доктор, не сум не знам што, не сум спортист, еве сега ќе се мајмунисувам, ќе правам било што, и народот ќе ме запознае затоа што ќе ме плука, ама еве јас ќе станам звезда. Види, ја мислам дека ќе биде познат во категоријата на неговото ниво. Каде вибрираш, таму функционираш. Стапив. Нели? Ама кога веќе ја отворивме таа тема и кога веќе ги допира јавните личности, чисто една мала анализа на се она што се случува, а од друга страна мислам дека игнорирањето е најдобрата. Дека не знае. Да, најдобрата опција. Јас мислам дека одамна, па да ти кажам искрено да. И тоа години назад веќе па скоро и не читам, а и мислам дека од кога не читам како и помалце да има такви некако коментари. Имало периоди на некоја моја внатрешна нестабилност кај што ме разнишувало тоа. Сега сваќам дека све е минливо и менливо во животот. Се крева прашина, не се крева прашина, караванот си врви. Битно е да си жив и здрав и мирот да си го најдеш. Некој прашање ти поставам? Да. Чекај, кој се Не пози тука. Спонтан муабет подкаст, така. Па види, подкаст е ова, да, немаме класично интервју. Па сум на подкаст, да знам. Стварно? Не сум видела. А да ти кажам дека ја поретко вака колку се разборувам, ама пошто сакам, нели, оставам простори да се зборува, ама подкастот е таков, да можеш да си правиш муабет и мислење, а од друга страна некако ме инспирира моментот дека, нели, отвараме некои поопшти теми, што се однесува за тебе и за твојата работа. Малку ми е криво и жал што имаш такво некое маргинализирање на твоите способности. Јас сум ти како еден пример. Да. Сам јас. Има многу, не многу, кои што не се ни вработени, па тие за нив е уште пожално. Тие не се вработени никаде. Некако тие не ни може јавноста да ги запознаат. А се актери, потрошиле 4 години на факултет кој воопшто не е лесен. Например, барем во моје време беше така. Или татко ми како што каже, сигурно. 4 години. Ние на секој 4 години, на татко ми времето, на секој 4 години, во моје време на 2, или додека не завршеше професор, не се ослободеше класа, сега секоја година ги штанцаат како на ваква. Да. Каде бе тие актери ти во 3 театри ќе ги собереш? Добро, например, ја пак се вклучив во дискусија, се заангажирав околу ова. Пример, не ти е интересно да направиш некоја собствена представа, приватно се прави тоа така? А тоа е тоа што ти го кажав, тоа е тоа амбицијата. Например, бараш спонзор, правиш своја представа, стендап комедија, монодрама, небитно нешто. Рика нас си направија свој Собствена кариера, нели? да, копродукција. Например, одат во театар, одат текст и вика слуша правиме копродукција. Овој дел е пола мој финансиран, пошто например точно се знае театарот колку представи има во буџетот, колку има издвоено Министерството за култура за таа година. И точно се знае сумата која е. Да. Театарот доколку има своји средства може да направи собствена продукција или да направи копродукција. Имаш монодрами, кои што многу од актерите например кај нас одат и ги нудат на театарот. Јас треба да имам амбиција, да седнам, да најдам текст, да најдам режисер. Да. 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 ми да го понудам сега на театарот и дали ќе ми прифати или не. Втората опција ми е сама да си направам, да си го понудам каде сакам. Да. Третата опција ми е Има простори каде што може да се, не мора да е во театарот, нели? апсолутно.
Јас сум, например, обично тип кој што само можеби тука се представив многу се песимистички црно. Јас, например, сум во друштво секогаш тако, што ги засмејува, што стално кажува смешки, мислам, у принцип Анимираш, да. шегува, не сум далеко сум од тие мрчатари. Сум мрчатар, само сакам да кажам, далеко сум од тие такви тмурни. Баста, да. Ништо не збори. Сам да кажам, многу пати ми е понудено и да правам стендап. Многу пати ми е понудено да отворам школа каде што јас можам да држам и балет, и аеробик, Да. инструктор сум по аеробик, кикбокс, пилатес и плюс глума. Значи јас имам многу опции. Работата е до мене и до она кога ќе почнам, дали ќе ја изгубам желбата да го реализирам сето. Идеја имам, ама од идеја до реализација има еден пат кој што треба. Апсолутно. Моментално Со препреки, со се. моментално немам сила. Моментално немам сила. Јас претходно кога ми постави прашање дали имам јас колку за себе имам време, мене децата ми се пораснати, јас сега треба најмногу да имам време за себе. И ја немам 5 минути време за себе. Зошто? Прво затоа што сум неорганизирана. Ја не знам да си го организирам денот. Ја станувам од сабајле и не знам што да правам, пак си легнувам. Немам пошута. Да, апсолутно. И станувам попладне. Немам што да правам, не се чувствувам корисно. Немам што да направам, освен обврските кои што треба да ги завршам по дома и со децата и чекам да ми се јават и да ми дадат задачи и после се лутам зашто ми даваат задача. Па јас например излезам на кафе, мене ми е телефонот до мене затоа што мене знае било кој од децата да ми се јави, дед Филип сега вози, клеја да ми се дојди собери ме, ваму сум, од таму сум, ќе ме почекаш уште пола сат. Значи јас веројатно несвесно правам да сум им на располагање и си правам јас да немам 5 минути време за себе, а не да имам 5, имам 50, не 50, да имам 5 месеци за себе време. Децата ми се големи, секој може да се снајде. Јас едноставно можам да си посветам време сама на себе. Да станам за бајде да си идам да се извежбам, дали ќе одам во театар, дали ќе пијам кафе, небитно. Тоа сакам да го кажам. Организација, кога немаш организација, веројатно нема мотивација. Поради тоа е за тоа. Многу работи, например, кои ќе се случат во животот, јас сум научена кога ќе станам од сабајле да одам на балет, на проба, на ангажман никаков, на часови, на аеробик, попусто да излезам. Значи, многу ми било темпото, како да кажам, брзо на животот и после некои работи кога ќе ти се случат, кога ќе сватиш дека ништо не правиш, се чувствуваш како да немаш енергија. Чувствуваш како да си да те боли, како да треба да легнам и сега не можам да станам затоа што ако станам мислам дека ќе се прекршам или дека нема да издржам. Се можам да издржам. Се можам да издржам, ама веројатно ми треба некаква мотивација, затоа што многу, например, еве тебе те гледам кога ти кажам што случува во театарот и тебе те сето тоа на некој начин те напна, замисли мене како ме, замисли другите како име. Кога чекаш и кога гледаш во секоја подела дали те има или те нема. Значи чекаш на список или во група, дали во поделата од 5, од 10, од тројца, ќе си го најдеш името и презимето. Значи јас случајно сега видов дека играм, затоа што трчаше за две презимиња бев. Ева, ако гледам, викам, која ова, викам, со две немаше која да е друга, ја бев, токао име презиме. И така сватив дека играм. И знаеш како, и после секоја наредно, читаш после секоја наредна премиера. Кој ти е второ презиме, боже си дека го каташ ектанската знае. Како станувам, да, знаеш што како гледаш. Например, секогаш кога има подела, кога има после премиера, бодела, чекам да видам дали ќе играм во наредната. Тоа е исцрпувачки, измачувачки. Тоа е толку чудно. Например, јас да отидам и на некој да му кажам, добро, што се случило? Имаш глумици, значи, на платен список. Зошто не ги користиш? Имаш глумици кои што доколку се прави подела, таа возраст тука ти се. Зошто зимаш помлади, зошто зимаш постари? Тука сме, за секој има место. Доколку правилно знаеш да ги изменаџираш работите, доколку правилно знаеш да ја направиш поделата, не зборам само за режисерот. Зборам и за ајде директорот треба да биде малку некако менаџер на актерите кои што му работат. Што треба да знаеш да изменаџираш. Тој режисер кога ќе дојде и ти каже тој текст го работам. Горе доле го знаеш, ако не ќе го прочиташ. Кои се улогите, возраст, што е, како можеш да ти понудам, еве да видиш што имаме ние у театар. Си извадил некогаш списокот од театар да се покаже кои се вработени, кои му се на располагање. Или ќе работиме ние секогаш со страна и после се одбунат, не може да се одржи репертоара затоа што се земаат надворешни членови на кои што ти им даваш дополнителен хонорар и тие членови имаат дополнителни ангажмани кои што го реметат
тековниот репертоар. Не можам ја имам снимање, не можам јас имам тука представа, зошто тука сме ние. Знаете колку актерки имаме? Знаете колку актери имаме кои што седат дома и не прават ништо? Не знам кој како се чувствува. Имаш актери кои што не сакаат да работат, а работат страна. Да не видиме погрешно разбрани. Значи имаш актери кои што изричито кажуваат: "Фала, не ми треба ангажман. Си ја земам платата, супер ми е. Си одам, не знам, снимам, правам било што, си работам приватен проект, одам по други театарски куќи, работам, си симам хонорар, во ред." Така. Се некако кој како сака. Тоа е опростено. Ама имаш актери кои што седат и чекаат, имаш актери кои што кажат: "Ништо не правам, се сум пред пензија, супер ми е, таман ми е." Имаш актери кои што викаат до последниот ден на пензија. Кога ми е пензијата, тогаш може да продолжиме. Ние имаме право на 2 години продолжување. Татко ми продолжи 2 години. Татко ми ги продолжи. Татко ми на 77 години си ги играше представа во маната. Да, па тоа сега да кажам, кај актерството нема возраст, пошто има улоги за стари луѓе. Возраст него немаме ние театарски век. Да, тоа. Имаме животен. Да. Кога ќе умреме, ќе умреме. Да. Ама до А улога може да има и за стар човек, нели? па ми апсолутно. Не се. Как обично не измислуваат топла вода, драмите се тие. Така, од секојдневниот живот. И па ти зависи сега така од текстот. Немаш драми само со тинејџери, немаш драми само со Да. предна генерација, имаш со возрастни. Да. Зошто бе сега на некој 55 годишен да му лепам брада кога имам ја возраст? Зашто да го правам 80 годишен кога можам да земам, добро сега 80, можам да земам 70, можам да земам 75 годишен. Да. Што е состојба и во можност да игра. Ствено физички ако функционира, ако е добар, зашто да не го земам? Исто е за филм, исто е за театар, што? Која е разликата? Која е разликата, мене навистина не ми е јасно. Тие се некои бариери кои што треба да ги појмат. Станал режисер, па што ако станал режисер, ако не знае да направи точна подела на една представа. Точна подела, правиме муавет, одличен текст, одлични глумци. Ама поделата некако нешто, овој требало ова, овој требало ова. Треба на се да се внимава. Треба да има точна подела за секоја представа. Татко ми стално унко го спомнува. Мене ми беше професор една година. Добар режисер може и од телефонски именик да направи добра представа. Обично ние викаме за добра представа што е потребно. Добар текст, добар режисер, ама и кастингот е многу битен, така. Ама веројатно со добар режисер и лош текст, па некогаш и лоши глумци може да се направи ако е правилен кастингот секако што треба. Не знам, има безброј варијанти. Има можности многу. Проблемот е нашто не ги пробуваат. Не ги пробуваат едноставно како да се плашат од нешто ново да пробаат, некој нов актер да пробаат. Зошто ако јас се дружам со Петко, со Станко, со Ирена, со не знам со кој, дека мора тие у секоја представа да ми игра. Зошто да не ги земам Маја, Кате? Така. Зашто да не пробам, зашто да не бидам? Не знам. Да шо имаш ти мене, мислиш која ти го барам зубот. Шо? Одиме работиме. Значи одлични поводи се креираат работите. Кате, во твојот приватен живот, ете рече дека имаш доста слободно време. Како функционираш? Што е сфера на твојот интерес? Со кои луѓе си се дружиш претежно? Се спијам. Добро, не е валјда само тоа. Се спијам, имам круг на луѓе кои што внимавам сега со кого се дружам, како се дружам. Не седам со луѓе кои што ми исцрпуваат емотивно, кои што ме влечат, затоа што и ја не сум па сега нешто многу на некој висок левел. Ми треба луѓе кои што ќе ме расположат, кои што ме прават среќна. Сакам да бидам креативна. Значи, не ми е толку до дружењето и излегувањето, кој што сакам да направам нешто кое што ќе остави некаков трак. Мислам дека безделничење не ми е во полза, најисполната се чувствувам кога правам нешто најпродуктивно. Она што планирам сега во брзо време да го направам е да се вратам на вежбањето на балетот. И мислам дека од кога ќе го почнам тоа ќе се наместат сите коцки поред и Сигурно. дека многу работи ќе се кои што ме вознемируваат ќе се стишаат. Сигурно тоа ќе ти даде еден мотив, импулс, затоа што физичката активност секогаш те буди некако. Ментална гимнастика ми е Да. И тело одржувам, и психа, и мислам дека ми треба некаков проект сега да работам, затоа што тоа е она кое што ме одржува во живот. Знаеш, кога ќе кажат актерите доколку не се на сцена, исто како да не се живи.
Тоа е точно. Колку се случуваат филмови сега кај нас? Колку има играни серии, филмови и така Не дале? знам, Маја, ништо не знам. Ништо не знам затоа што прават кастинзи кои што јас не можам да дознам дека имат. Аха. Гледаме само дека се случуваат премиери, не знам, значи филмски фонд или Вардар филм, како и да е, они мораат да имаат буџет. Министерството за култура мора да издвои средства за тоа, значи по дефолт мора да има и филмови, и серии, и телевизиски проекти. Каде се тие работи? А гледаме дека и доста од нашите актери одат Надвор? и во Србија надвор. Еве нели Јелена беше во Хрватска, па и таму се омажи. Гледам дека Тони, Сашко доста играат и во српскиве серии. Тоа постои како опција? Мислам, дали има општо за актерите генерално зборувам? Ко не сега Или тоа се лични конекции некои веќе остварени? играм никој, Мгм. не знам, дали имам конекција со никој, само знам дека мора некој да ти отвори врати и дека не може да го така. Не може са мене не ми се јави некој од Србија да рече Кате, те гледам супер, се може да дојдеш да ми играш во серија? Мислам, не постои така. Да. Треба некој да те понуди, треба некој да те предложи, а не значи дека ако те понудат и дека ако те предложат дека Ќе те изберат, да. ќе те изберат. Тоа е некако овотарија, да, Мгм. среќа. Тоа е сепак среќа. Тоа навистина треба да имаш голема среќа да играш во нешто или да се поврзаш со некој кој што може да ти ги отвори портите на рајот. Вратите кон Со екипата од Ребис, таа првата екипа се дружите. Да. Алекс. Па да, ние направивме една собиранка со сите од Ребис, се собравме Аха. и си евоциравме спомени затоа што навистина Ребис беше добар дел од нашата младост. Например, јас од колку од 15 години се појавив таму, Гуца прво дојде како професор кај мене во балет. Јас од балетско земјана во Ребис. И имавме многу настапи и тие дружби што ги имавме, до ден денес сум со некој, со Алма сум посебно блискаш, со Алма за Ригор, со нив сум цело време. Што прави она денес? Алма ужива во животот, супер е и има 2 големи деца. Марко е 1 година постар од Филип, Миша студира во Франција, Сорбона. Така да некако децата ни порасна, ние останавме исти. Се дружиме, функционираме, стална карам затоа што не правиме ништо, затоа што и двете некако залегнавме. Јас сега ќе искарам јавно ќе кажам дека ја колку толку нешто направив, не мрда. И сега се договараме да отворам група за танц. Да се надевам дека ќе дојде да. Ајде, верувам дека ќе се случи нешто ново, нешто иновативно. Да, зашто да не? Дошла? Би дошла. Сериозно? Би дошла. Ама со танц, Со танц. со кореографија? Да, може. И после Може. манифестација. Па зашто да не? Види, ако ништо друго те развидрува, те крева, те прави пожив, дефинитивно. И ќе да врати на некои убави спомени и моменти. И нека не остави да. Да. Мислам секако дека беше прекрасно, не дека сега е лошо, меѓутоа тие времења има за нас некоја посебна драж. Јас да си ги поздравам Алекс Авиен, француска професионална козметика, еве вака да ги покажам ова убаво пакување. Навистина се предобри, не за тоа што ги рекламирам, него заради тоа што ги пробав пред да почнам да работам со нив. И имаат една таква убава избор на козметика, пудри, сенки, се останато што може да го има, коректори. Овдека имаш еден пакет, не знам што свете ставиле. Ти благодарам. Што не знам да се шминкам, може и ќе се научам. Ќе се научиш и не е така тешко, затоа што со добра козметика ќе имаш добро искуство. Ова ти е Бадел Бојадера. Твоето ликерче. Еве ти, повели. Ти благодарам. Ова е значи на да остане. внимание, тоа ни е од Бадел. За твоето гостување и одвоено време. Верувам дека ќе си останеш со вака убав изглед како што си во моментов. Ман ти кажа да се нашминкав професионално. Нема везе тоа што не си нашминкана професионално, мислам дека си секогаш иста, не си ни нешто посебно изменета, сега ти треба малце импулс, ете таков физичка активност и професионално реализирање и верувам дека следното гостување ќе бидеш полна со импресии и нови муабет. Сега да дојдам и да ти кажам дека снимам нов филм некаде. Зашто да не ја верувам у тоа?
Ти благодарам, Маја, многу на поканата, ми беше мило и ова е првиот подкаст кај што сум била. Искрено, различно ми е од телевизија, али е многу пријатно, тоа е многу битно. Да, и јас мислам дека јас долги години бев на телевизија, 17 години, и мислам дека ова ми дава една поинтимна атмосфера каде што се отвараш и зборуваш малце повеќе отколку на телевизија. Сепак на телевизија имаш таа некоја блага резерва, да речем. Па да, затоа што знаеш како некако имаш прашање, па се чекаш јас да ти одговорам. Па ти гледаш од тоа јас што ќе ти одговорам, ти да Да. прашање, тоа паметните го прават, ама некои читаат, не слушаат што зборам, но имаат напишани и читаат, а најинтересно ми е кога не знаат никоја сум од Google нема врска. Пишале дека сум од Кавадарци, али нема врска. Сакам да кажам и кога се не справа со тоа, кога ќе кажам секој може да биде кај нас веќе се, има разлика што кога правиш муавет многу е битно да можеме еве јас вака интеракција да имаме. Да, се разбира. За да можеме да си направиме муавет. Така. Пријатно во секој случај. Ти благодарам уште еднашка и верувам дека и нашите гледачи ќе уживаат и дека ќе им биде пријатно она што го слушна и дека ќе очекуваат повторно ново издание на Равенка за успех.